се враќаме на фудбал. Абе, пак фокусот ни е на ракометот. И така ќе биде се додека Македонија игра на Европското ракометно првенство, ама сега во ова видео се враќаме малку на фудбал. Усвари, ова е прво видео за фудбал оваа година. Претходното видео беше целосно за ракомет. Викендов има фудбал во сите 5 фудбалски лиги во Европа. А да, месецов нема ништо да биде исто. Што значи тоа? Почнува Куп на африкански нации и азијски фудбалски шампионати. Пола екипи од најдобрите фудбалски лиги ќе бидат некомплетни. А во Франција боје ќе беше да паузираат отколку да играат фудбал. Има екипи со по 6-7 фудбалери кои што ќе играат за своите репрезентации. Сега, во Африка и Азија, првите денови на шампионатите нема ништо интересно, ама ќе биде интересно понатаму. Ќе следиме. Океј, да видиме што е најинтересно викендов. Мене три надпревари ми привлекуваат внимание. Значи вака, сабота Њукасл, Манчестер Сити и недела Манчестер Юнајтед Тотенхем и Милан Рома. Во Германија, Шпанија и Франција нема дерби викендов. Ќе стартуваме со Англија, Премиер лига. Најинтересното во сабота Њукасл, Манчестер Сити. Како почна Њукасл сезонава, мислев ќе газат. И после тоа, односно сега, периодов, на последните 9 надпревари, 2 победи и 7 порази. Има 3 порази во серија на последните 3 меча и тоа со 8 примени гол. Во меѓувреме испадна од Европа. Завршија последни во својата група и не обезбеда пласмањето во послабиве надпреварување. И тоа е тоа. Ако ништо друго, барем тепа со Сандерленд пред неколку дена во FA Купот. И сега им доаѓа Сити. А Пеп мирно си гази. Добро, не се први, трети се, ама сега е моментот за нив. Немаат играчи од Африка и Азија, комплетни се, за разлика од Ливерпул, например. И може да го искористат моментумот да влезат во победничка серија и да го симнат Ливерпул од врвот. Ќе тепа Сити. Недела, пак Англија, Юнајтед, Тотенхем. Да бидеме на чисто. Како игра Юнајтед, тоа е далеко од дерби. Ама немаше ништо поинтересно. Победа, пораз и цела сезона така. Тепаат со Астон Вила, Челси, не знам се уште некои силни тепа, а губат од Нотингем Форест. Юнајтед. Тотенгем по малата криза се врати на победите и сега е фаворит според мене. Уствари, предноста за Юнајтед е само домашниот терен. Не знам што ќе биде. Кога игра Юнајтед, све е можно. Ама мислам дека Тотенхем нема да загуби. Океј, одиме во недела. Италија. Доста интересен надпревар. Милан, Рома. Да не тролате дека сум зборил само за Интер цело време. Видете табела. Милан трет, Рома осма, разлика 10 бода. Мориньо како да се изгуби во Рома, ама затоа ќе добие нов договор. И пазете се интересно што има во неговиот нов договор со Рома. Договорот е на 2 години, јарно, ама втората година ќе се активира само доколку Рома игра во Лига на шампиони. Тешка работа. Сезонова проблем за Рома се дербијата. Изгубија против сите конкуренти за излез во Европа. И фајда ќе загубат и од Милан. Значи, 3 интересни надпревари плюс старт на Африкански куп на нации и азијски фудбалски шампионат. Плюс ракомет. Не забравете, Македонија игра на 14 со Германија и на 16 со Швајцарија. Ќе следиме. Екипа, се гледаме. Чао!